Советот и градоначалникот на општина Кавадарци ја одржаа редовната свечена седница на највисокото законодавно тело на општина Кавадарци. Повод беше одбележувањето на 7 септември општинскиот празник и 72 годишнината од ослободувањето на Кавадарци. Прилика повеќе да се направи ретроспектива на едногодишната работа на Советот и градоначалникот и истовремено да се подсетиме на народно-ослободителната борба и борбата за ослободување од фашизмот. Председателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм во своето обраќање до присутните говореше за активноста на оваа тело изминатата година, при што советниците донеле повеќе законски акти, решенија и одлуки, со што се створиле услови за решавање на бројните прашања и проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Покрај програмите кои се носат на годишно ниво, како што се програмата за работа на Советот на општина Кавадарци, на јавните предпријатија, училиштата, градинките, програмата за локален економски развој, програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта, културни манифестации, буџетот, уредување на градежното земјиште, програма за спорт, меѓународна соработка, одржување на јавна чистот и зелениот. По значајни одлуки кои беа донесени се одобрување средства од буџетот за малиот групен центар за социјална работа во Кавадарци, за црквата Света Петка, за поддршка на невладините организации, еднократна парична помош за секое новороденче, одлуки за доделување на финансиски средства за лекување на наши сограѓани, за здравствен дом, културни настани, учество во изградба на фекалната канализација во село Бокула, при изградба на дел од главниот колектор за отпадни води за град Кавадарци, за поддршка на проектот Народна кујна во Кавадарци, одлука за донација на електронски колички на Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет мобилност, давање согласност за изработка на урбанистички планови за селата Сопот, Марина, Козарци и Дренов. Нешто на што навистина сум горд, а тоа е доградбата на гимназијата Добри Даскалов и обезбедување на добри услови за сите наши гимназијалци. Во исто овој корпус на проекти би сакал да го спомнам и реконструкцијата на кровот на општинското средно училиште Киро Спанчо Прко, реконструкцијата на кровот на и парното грејење на основното општинско училиште Тоде Гаджидефов, новиот кров на основното општинско училиште Гоце Делчев, отпочнување на работите на реконструкција на старата лабораторија и низина адаптација во детска градинка, гасификацијата на Кавадарци, за кој што многу малку се зборува за Кавадарци, меѓутоа мислам дека тоа не е капитален, туку е капитален проект од невидени размери за градот Кавадарци. Во продолжение на својот говор, Панов говореше за доградбата на кејот на реката Луда Мара, замената на азбестно-цементните цевки на водоводната мрежа во горната зона на градот, реконструкцијата на филтрите на Лукар, промената на подот во ученичкиот дом, новите апарати и возила во ЈЗУ здравствен дом, уредување на просторот за зградите Лепотици, извршеното уредување на сите влезови во градот, изграденото тениско игралиште, асфалтираниот пат Крњево-Бохула, изградбата на сообраќајниот влез на градот и други вложувања во руралните населби во општинава. Воедно тој потсети на извршената реконструкција на спомен куќата на народниот херој Страшо Пинџур, а исто така го апострофира и најголемиот процент на вработување во општина Кавадарци како резултат на напорите на владата и добрите односи на општината со бизнис секторот. Годинава беше доделено највисокото признание 7-септемвриската награда на тројца поединци. Советот на високото општинско признание им го додели посткумно на ликовниот уметник Глигор Чемерски, потоа на примариус доктор Бранко Поповски, раководител на гинеколошко-акушерското оделение во општата болница Кавадарци, и на Благој Пешич, пензионер, инаку познат стручњак по стрелаштво. Сите се заблагодарија за големата награда што ја добија. Примариус доктор Поповски, меѓу другото, рече: Тоа е една можеби благодарност и една благодарност со многуте непреспани ноќи сите овие години, затоа што ви се донесат едно мало градче со еден добар успех и доста висок квалитет на перинатолошки и гинеколошки услуги. Во една скромна мала болница сепак тоа е, сметам, лично еден успех и можам да додадам дека сепак нашето породиште, ако е мало, може да се пофали со податоци кои може да се раднат со успеси во една современа и напредна европска болница. Во музичкиот дел на вечерашната програма настапија трио Либриум и солистот Радица Костадинова.